Вторник, 10 јуни, кратки вести во 12 часот. Нема отстапка од планираниот период за ставање во функција на дел од автопатот Кичево Охрид од Врбјан до Охрид, со исклучок на делот кај Ботунот, како претходно беше најавено дека на почетокот на летната сезона ќе бидат пуштени првите километри. Започната е првата фаза на Клучка Требеништа, интензивно се работи од подмолје до хотелот Амбасадор на изградба на столбови за надпатник, изградба на подпорен зид, како и на изградба на фекална и атмосферска мрежа. Се работи и на надпатникот кај Свети Еразмо, но и на левата страна од подмолје до Охрид, каде се поставува еластична ограда во средишниот дел, а се вршат и подготовки за асфалтирање на десната страна од главната траса, велат од јавното претпријатие за државни патишта. Во текот на следната недела од СДСМ ќе објават дел од имињата на кандидатите за градоначалници за локалните избори што ќе се одржат на есен, информираше председателот на партијата Венко Филипче. Првиот човек на СДСМ Охрид, Асен Шајн, неодамна не ги потврди, но и не ги демантираше шпекулациите за кандидатура, а актуелниот градоначалник Кирил Пецаков е изборот на владеачката партија. Доколку се уште важи, за предстојните избори веќе имаме и најава за кандидатура за независен кандидат, адвокатот Александар Новаковски. Од 14 до 17 јуни прво електронско пријавување за упис во средните училишта. Во 4 средношколски центри во Охрид ќе може да се запишат 783 полуматуранти. Во гимназијата има 204 слободни места. Во Свети Кирил и Методи може да се запишат 143 ученици. Во Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски има 286 слободни места, а во регионалниот центар за стручно образование и обука Ванчо Питушевски во прва година ќе може да се запишат 150 ученици. Младите од Охрид и околните општини може да направат добар избор на средно образование, бидејќи од 4 средни училишта 3 нудат стручна едукација, односно паралелки за профили во повеќе различни струки кои се барани на пазарот на трудот. Времето денес сончево со мала до умерена облачност, дува умерен до засилен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 29 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.